5 вистински случаи на серијски убици кои верувале дека се вампири. Под 5. Цутоми Мијазаки, помеѓу 1988 и 1989 година во областа на префектурата на Саитама во Токио беше измачувана од суштество наречено Дракула или убиецот Отаку, а за возврат малото девојче убиец. До тогаш Цутоми Мијазаки беше депресивен млад човек со комплекс на инфериорност. Меѓутоа, како серијски убиец, тој цел осакатил и убил 4 млади ученика на возраст меѓу 4 и 7 години. Во една прилика Мијазаки дури ја испил крвта на жртвата и изел делови од низините раци. Откако испрати писмо до семејствата на младите жртви во кои се содржани детали за нивната смрт, Мијазаки беше фатен од полицијата. Тој никогаш не покажа кајање и беше осуден на смрт во 2008 година. 4. Родерик Ферел. За разлика од другите мажи на оваа листа, Родерик Ферел беше водач на група наводни вампири, наречени Вампирски клан. Врз основа на нивната обсесија со играта со улоги и вампири, маскарада, Ферел тврдел дека тој бил неколку стотици години стар вампир, наречен Весаго, и ја водел групата во изведување на ритуали и пиење крв заедно со нив. Потоа, во ноември 1996 година, тој и тројца членови се возеле до домот на долгогодишната пријателка Хедер Вендорф во Флорида и ги претепале низините родители Ричард Вендорф и Наоми Квин. До смрт се представувал дека е вампир. Во градите на таткото пред четворицата од патувањата во Њу Орлеанс на нивната омилена видео аркада, Ферел тврдел дека полицијата не можела да го задржи кога бил фатен, но бил прогласен и виновен за убиство. Казната беше смрт, но подоцна ќе биде сменета во доживотна безусловна слобода. Под 3. Ричард Чејс. Првично бил институционализиран на 25 годишна возраст во 1975 година, во текот на неговите тинејџерски години. Тој се борел со зависност од дрога и алкохол, како и со тешка хипохондрија. Тој или неговото семејство не знаеле дека Ричард ќе стане вампирот од Сакраменто, додека бил под медицинска нега. Тој покажал фасцинација за крвта и осакатил зајак за да му ја вбризга крвта во вените. Чејс ќе започне со убиства неколку години подоцна, почнувајќи со пукање во автомобил, а потоа влегувајќи во домовите по случајен избор, каде и да беше отворена вратата. Тој грозоморно искасапил 6 жртви на возраст од 22 месеци до 36 години. Ги изел нивните делови од телото и им ја пиел крвта. Сепак Чејс беше фатен 1 месец по неговото злосторство и беше осуден на смрт со гасна комора во 1979 година. Пред да се случи неговата екзекуција, тој беше пронајден мртов поради предозирање со антидепресиви. Под 2. Џејмс Рива. Во 1980 година Џејмс Рива ја избодил својата баба во срцето и застрелил повеќе пати со златни куршуми пред да ја испие крвта. Кога сфатил што направил, Џејмс им го запалил домот. Кога го пронашле и ги открили неговите мотиви, тој рекол дека е вампир стар 700 години, на кој му е потребна крвта на неговите постари за да преживее. Особено тој верувал дека одземањето на живот на човек ќе го направи поубав и побогат. Џејмс подоцна ја променил својата приказна во самоодбрана од својата баба, која очигледно му ја исцедила крвта додека спиел. Сепак, пред инцидентот, тој веќе поминал време во ментални установи откако испил животинска крв. Рива е осуден на доживотен затвор и за убиство и за подметнување пожар. И под 1. Фриц Харман, познат како месарот или вампирот од Хановер, Германија. Овој крадец е одговорен за смртта на 20 на момчиња и млади жени од 1918 година до 1924 година. Фриц ги намамил своите жртви во својот стан, советување за добар оброк. Откако јаделе и пиеле, ги убивал сите,
со гризнување во душникот пред да ги распарчи и да ги фрли остатоците во реката Лејн. Подоцна Харман ги продавал своите работи за профит. За време на неговото судење почнаа гласини дека изел дел од месото на своите жртви, па дури и го продавал на црниот пазар како животинско месо, но малку докази ги поддржуваа толку високите приказни. Иако беше погубен во 1925 година, Харман се уште е добро познат во Германија по својата чиста бруталност и големиот број на жртви. Неговата глава останува зачувана во тегла во Германија за научно проучување.